Добар ден и од мене, ова е стартот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. За детето да прооди потребно е невролошки да созре, на што не може да се влијае надворешно, што значи учењето на оваа вештина може да потрае со месеци. Кои се предфазите на одењето, на која возраст децата најчесто проодуваат, како родителите да знаат дека нивните деца се подготвени да застанат на нози да ги направат првите чекорчиња, но и кои се најчестите родителски грешки во целиот овој процес. За сето ова, но и многу повеќе, од денешната гостинка, доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија од Аџи-Бадем Систина. Добре ни дојдовте. Добро ја најдов. Поздрав до гледачите. Има многу нестрпливи родители кои што сакат нивните деца што поскоро да проодат, па нивната желба да се движат ја толкуваат како желба за одење. Почнуваат да ги цупкаат и предизвикуваат рефлексен од. Постои ли некаква опасност од предвременото исправање на бебето на нозе? Па постојат повеќе опасности, да кажам, од предвремено проодување на децата. Од тоа што прво родителите лажно мислат дека детето проодело или прави чекори со цупкањето, практично ни го држат, а тоа само рефлексно при допир со подлогата ги прави чекорчињата. Но доколку детето предвреме се застанува на нози и се проодува, најчесто може да доведе до преголемо оптеретување на долните екстремитети и на стапалата. Чест деформитет се о нозете, најчесто X нозете, или валгус, ние тоа го викаме, рамни стапала, валгус на стапалата, несигурност во одењето, чести падови, трапавост во одењето, имитаторски од, тоа се мисли кога децата се проодуваат во дубак, па дубакот е несоодветен и детето има определен механизам како да се движи со дубакот, многу често со едната нога тргнува, другата ја завлекува, или пак дубакот е на несоодветна висина, па децата најчесто одат на прсти и таа шема која што ќе се ја научат и што ќе се створи во мозочето, после тоа долго време перзистира и треба долго време додека се смени начинот на одење да дојдеме до правилно одење, нели, газење на пета, па потоа како што одиме газење на пета, па на прсти, на предниот дел од стапалото, па на прсти, па следниот чекор. Значи, тој начин правилен на одење изостанува и се пролонгира понатаму правилното одење. Дали тоа значи дека дубакот наместо да го забрза одењето, всушност може да го забави, да го ускори? Да. Се смета дека значи дубакот ева освен овие некои негативни страни што ги има, децата добиваат лажна сигурност со дубакот. Значи, вика кој ќе го ставам во дубак лета. Значи, е така. Значи, детето се чувствува сигурно, има потпора, некако си има механизам, се движи со него, меѓутоа на некој начин тоа е лажна сигурност. И детето, значи, сме имале случаи кога децата се врзуваат за дубакот, значи не ќе после тоа додат сами, си го бараат дубакот постојано, или пак таа лажна сигурност потоа им ја нема и некако тие не знаат сега како да се снајдат во просторот. Значи, плашливи се, вика, оди со дубакот, вака кој ќе го пуштам, значи не сака да направи чекор. Значи, како нешто да им недостасува, едноставно нешто им фали да ги задржи. А што е со другите помагала за проодување, проодувалките, оние што се туркаат со така, тоа е тркалца? подобрата варијанта, да кажам, за помош при одење, но би кажала вака тука неколку зборови за родителите кои што настојуваат детето пошто пото да прооди. Значи, убаво кажавте на почетокот во најавата, значи потребно е да созре и нервниот систем и моториката на детето. Значи, двете компоненти, кога ќе достигнат одредена зрелост, детето ќе се почувствува сигурно и ќе прооди. Најмногу се чувствува сигурно доколку е припремено на некој начин. Најдобра припрема за проодувањето е лазењето. Лазењето е одлична психомоторна вежба за снаоѓање во просторот, за добивање перцепција за сопственото тело во однос на околината и предметите. Детето посамостојно се чувствува, може да дојде до каде што сака самостојно, значи успеало, се чувствува сигурно, може да исполни некаква цел што се очекува, да кажеме, од него. Се фаќа, ќе дојде до столче, до кревет, значи почнува да подзастанува прво на колена, потоа се исправа на ноџиња, полека по некој чекорче се прави и практично тие деца што лазат, не ни им треба некаква помош во проодувањето, тие сами ќе проодат. Значи не треба родителите ги гушат практично децата, ги угушуваат тие нивни инстинкти за снаоѓање во околината,
на некој начин не им дозволуваат моториката правилно и на сопствен начин да си ја развијат. Така, споменавте дека ползењето, лазењето е физиолошки вовед во одењето, но не сите деца го прават тоа. Се случува деца воопшто да не ползат. Така е, се случува, да. Зошто е тоа така и дали тоа може да остави некаква последица? Не би требало, значи начално не е, но кај тие дечиња понатаму тоа се гледа во тоа што после проодувањето се малку понеспретни во одењето, почесто паѓаат, понезгодно паѓаат. Значи не ги развиле претходно доволно оние заштитни механизми при пад. Значи децата што лазат подобро знаат да паднат, да се заштитат сами себе. На газе, да се испружат рачиња, нели подигнувањето оди со тоа што детето од лазечка позиција го дига газето, па или прво оди како кученце на сите 4, па го дига газето, па полека се како буквата прави, па се дига. Значи, кога тие фазички не се поминати, понеспретно е детето и кога ќе падне, пак ќе кажам, значи дека понезгодно паѓа со тоа што со текот на времето ќе досозрее моториката и ќе се совлада тој момент. Да им дадеме можност на гледачите денеска да се вклучат во програма со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Зборуваме за проодувањето. Денешна гостинка во студиото ни е доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија од Аџибадем Систина. Слободно вклучите се во програма, поставете прашање и учествувате на тој начин во креирањето на денешниот концепт на 0M+. Споменавте дека има предфази на проодувањето. Кои се сите тие? Дали значи, тука почнуваме од стабилното седење. Така? Стабилно седење, превртување, ползење. Значи првим почнува ползење, како да се влечат. И тоа обично првин кон назад почнува детето. Потоа тргнуваат кон напред. Да, многу често да, многу често прво кон назад, назад, па потоа одиме кон напред, па одење на сите 4, потоа полека исправање на колена, па исправање на ноџиња, со придржување, се разбира, потоа детето прави обид кратко трајно така да застане, да без помош да кажам, потоа постепено со придржување ги прави чекорите и на крајот доаѓа проодувањето. Така, родителите често пати ги паткаат децата, односно ги држат за раче и потоа така ги шетаат по дома, сметајќи дека на таков начин најдобро и најбрзо се совладува вештината одење и побрзо ќе почне проодувањето. Дали се советува овој пристап? Не сосема, значи многу и колеги исто така сметаат дека тоа е непотребно, поготово на почетокот, кога родителот мисли дека детето треба да прооди, а детето не е спремно, значи тогаш се одолжува тоа проодување со месеци. Значи родителот мисли дека на одредена возраст детето треба да прооди, почнува да го патка, детето не е созреано или не сака седнува, или како да кажам, паткањето ни оди со месеци да кажам, ете така. Да го вклучиме првиот гледач кој што сака да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ние лично се познаваме. Вака, се работи за дете од 15,5 месеци, значи кој сега веќе почнува да дава пази на проодување, дете што константно лази, си паѓа на газе, се исправа, си прави се порција, секој ќе се пушти на кај мене, оно се фрла, прави некое чекорце, може едно-две, ќе се фрли на кај мене, а вака кога е сам, си лази, се држи, вака сиде на цело стопало, додека кога некој друг го паска, дали јас или мајка ми, оно се крева на прстиња, а кога веќе оди само, значи застанува на цело нозе. И вака доста стабилно, осам кога се пушта на кај мене, знае да направи по некој чекорци да се фрли. Така. Знам дека нема простор за паника, пошто секој дете се индивидуално и оно само ќе каже кога е спремно, меѓутоа ме интересира во врска со паткањето дали е убаво или да го оставам она самостално да проди за да биде и посигурно, нели како што викаат. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Поздрав, и на вас исто така. Да, секако да се остави детето само да се помачи да прооди. Мајката кога е во близина, баш добар пример е ова, значи моја асоциација на детето за заштитен механизам. Штом ја види, значи тоа се пушта, очекува дека знае дека мајката ќе го прифати и извеќе не ги користи своите механизми. А кога не е мајката тука, како што кажа, кога е само, никој не го гледа или мисли дека никој не го гледа, значи детето само апсолутно се снаоѓа.
во просторот и само си тргнува да си оди стабилно и како што треба. Нормално дека детето, значи некогаш се случува да кажеме за кратко време брзо да проди и прилично стабилно, обично децата што долго лазат. Некогаш нормално дека имаме падни стани, имаме одење на прсти и тоа е дел од фазата на созревање на моториката и на нервниот систем. Значи немаме тука простор за паника. Родителите се плашат кога Родителите се плашат, но тоа е сосема во ред. Дури одењето на прсти да го задржи детето одреден период до 3, па некогаш се случува и до 5 години во одредени ситуации детето да се поткачи на прсти доди е сосема во ред. Немаме тука некаква лоша работа да кажам или место за загрижување. Така. Да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, овде е мајка на 2-годишно детенце. Така. Дете воопшто нема проводено. Значи немаме користен дубак. Тоа е високо 90 сантима. 13,5 килограми, тешко. Меѓутоа, значи без дубак, со наша помош ги има поминато сите фази, значи само станува, само седнува, буквата А, како што кажа господјата, значи сите тие фази само уште да се пушти моментот. Меѓутоа тој момент го чекаме многу долго време, значи неколку месеци е така. Така. Да. Да. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Што во ваква ситуација? Да, штом детето ги има поминато сите овие фази, и оди, и станува, очекуваме дека детето ќе проди. И не треба да му се прави притисок. За нас нормално, да кажам, проодување е до 18, па и 20, 22 месеци. Имаме ситуации на пролонгиран моторен развој. Значи, продолжен моторен развој и некои дечиња спаѓаат во таа група, едноставно не знаеме некогаш точно од која причина, на детето му треба подолго време додека да созрее моториката. Но во ваква ситуација, кога сето ова седи, се превртува, лази, застанува, значи детето ќе проди тука и некаде. Не треба родителите да бидат нестрпливи, не треба да му прават на некој начин притисок нон-стоп, ајде оди, ајде, значи едноставно треба малку да го остават тој момент на страна, да го игнорираат, да кажам, детето само ќе се почувствува сигурно и ќе проди. Некогаш се случува во ситуации на траума, незгодни падови, детето ќе се повлече, така, ќе направи чекори, па потоа ќе се одлучи во созревањето. Но тоа сепак повторно ќе си дојде тој момент на проодување. Во еден одреден процент советуваме да се направи дополнително преглед ортопедски или невролошки, за да се види дали во тој дел, значи развојот моторен и невролошки оди како што треба, дали треба нешто да се советува во таков случај, дополнителен преглед или физикална терапија во смисол заради стимулација на доразвивање на моториката. Така да, предпоставам дека вака мислам дека мајката е упатена во целата ситуација, така да најверојатно знае, можеби веќе направили се, а само го чекаме со нетрпение моментот на проодување. Така. Ајде да го слушнеме и следниот гледач со неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, сакам да прашам зашто ќе се случи со бебенце кој што има поголема телесна тежина, да речеме бебенцето ми е 5 месеци, а веќе има 11 кила. Дали тоа може да му пречи во доколку пребрзо застане на нози и покрај тоа што самото сака и се обидува, например, до сега за сега ортопедски колковите му се во ред, но што ќе биде во иднина кога ќе почне да станува, затоа што, например, братчето негово беше малку послабичко и мислам дека поспретно беше, побрзо си ги ставаше ноџињата во уста, дали сега може тежината да му направи некоја штета, само на тицање јас не можам да го ставам на диета, така. Мислам нормално е. Јасно. Ви благодарам што се вклучивте во програма. 5-месечно дете со малку поголема тежина, 11 килограми, како што кажа мајката, во принцип не очекуваме некаков застој во развојот. Тежината може малку да пречи, но тоа дете е тогаш и крупно и силно, така да би требало сите фази да си ги помине, можеби со некакво мало пролонгирање, иако во моториката доста се широки тие, во развој на моториката, доста се широки тие граници на созревање, да кажам, така да, например, еве седење
се очекува да дојде помеѓу 6 и 9 месец, сепак е тоа широка диапазон на месеци. Лазењето, например, од 8 до 11-12 месеци. Проодувањето од 11 до 18, 19, 20 месеци. Така да тие граници се широки и секој дете кога ќе го достигне моментот на созревање ќе си помине во следната фаза. Сега за 5 месеци за детето очекуваме да се подига до некаква полуседната позиција, да прави обид за превртување, може веќе и се превртува и да ја држи главата стабилно. Кога може да се каже дека детето проодело? Дали треба да има направено најмалку 8 самостојни чекорчиња? Има ли дефиниција? Некаква дефиниција се трудев и јас да побарам баш така како дефиниција, но нема, значи очекуваме детето да пооди некаква дистанца, да кажеме од некои си 8-10 метри дистанца, стабилно, без придржување, за да кажеме дека детето проодело. А може ли да се каже дека децата што рано прооделе се во некаква предност во однос на нивните врсници? Не. Никаква? Немаме никаква корелација и студиите што се објавени, значи нема никаква корелација со рано проодување и интелектуалниот развој на детето. Значи едноставно само е моментот на индивидуалното созревање кај секој човек, дете, значи за да поминеме во таа фаза на одење. Само сакам нешто да кажам, дека не сметаме дека детето оди ако застанало само или ако оди во дубак. Така. Да. А што е со децата кои што споменавте веќе, никогаш не знаат да се задржат на рак и многу почесто паѓаат директно на глава? Кога тие тоа би можеле да го совладат? Има ли некакви вежби при проодувањето кои што можат родителите да ги направат за детето да се осамостои? Или само треба да го остават слободно? Најчесто само треба да го остават. Значи да не ги гушат тие негови механизми на моторен развој. Значи не треба со тоа што презаштитнички се однесуваме кон децата, значи на некој начин ги успоруваме во моторниот развој. Значи не треба да ставаме штитници, кациги, не треба перници доле по подот, значи може би нешто помекичко евентуално за некој незгоден пат. Можеме да бидеме во околината, меѓутоа треба да ги оставиме децата, нема дете што не паднало. Значи мора да научи, искуствено учиме ние. Значи детето мора малку да туфне на газото, што се вика, малку да падне, значи така ќе научи, следниот пат ќе биде повично, повешто во правењето на некаква акција, да кажам. Имам уште еден гледач. Добро. Ајде да го слушнеме и неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам, бебенцето е 12 месеци. Така. И значи не сака да седи во дубак цело време, сака само да го паткаме. Преферираме да го држиме за дланки. Дали е правилно тоа што толку многу сака, значи да се движи по цел ден да го паткаме, или треба да го држиме под мишки евентуално? Така, ви благодарам што се вклучивте во програма со ова прашање, меѓу другото некогаш родителите прашуваат и дали да му стават каивчиња. Каивчињата се во ред, но тие не треба да дојдат во моментот само што детето ќе се вертикализира, значи само што ќе се исправи да почне да стои, да кажеме на креветче или уз масичка, столче. Уште е нестабилно детето, значи тоа е сам почеток во фазата на стоење па и проодување понатака. Значи детето треба да достигне одредена стабилност и самостојност, например да оди до нас и да не држи само за едно прсте. Толку да биде стабилно, значи со сама мала помош, тогаш може да дојдат каивчињата. Згодни се заради тоа што ние не сме како родители цело време наведнати над нив. Детето сепак е самостојно, рачињата му се слободни, може и да рамнотежа баланс да се одржува, но во случај ако нешто незгодно се сопне, сака да падне, гледаме, значи тогаш можеме со каивчињата да го заштитиме. Инаку во однос на прашањето на гледачката за држање под мишки и паткање, значи еве до сега зборувавме за тоа. Значи кога детето ги гледа родителите, ги подава рачињата, асоциација му се родителите дека они го штитат и се они треба да го водат и тие му се заштитниот механизам. Значи треба малку да го оставиме детето да се лути, да поплаче, да пробува само да застане, да направи некој чекорче, да се задржи за кауч, да оди малку покрај него. Значи, не само што детето ќе дигне рачиње и ние ајде да го носиме сега, да го водиме, значи мораме малку да му дадеме простор, затоа што во ваков случај, како што кажува гледачката, значи проодувањето ќе трае уште неколку месеци.
Значи не е самостојно детето, мора повеќе простор за осамостојување да се даде. Така, во овој период родителите имаат страшен проблем со грбот, Така бидејќи е. се постојано Сите ги наведнати. болите. И тоа е уште еден проблем за нив, Така па веројатно и поради тоа бараат некои солуции и начини тоа да се реши. Го е. споменавме дубакот неколку пати, еве го спомена сега и гледачката, дали воопшто препорачувате да се користи? Не. Речи си воопшто не препорачувам да се користи дубак, ако веќе и во некои земји морам да кажам дека е и забране. Со закон. Да, со закон. Во Канада и дури има Да, во Канада, Америка, Шведска, парична значи казна, па дури затворска. Да, да, затоа што има случаи кај што децата или премногу сигурни се чувствуваат во дубакот, пребрзо со него се движат, паѓаат, имало многу несакани исходи, несакани повреди со дубакот, така да и освен тоа, значи тој нема улога во моторното созревање на детето. Она што основно е сега за темава што зборуваме. Друго што сакавме да кажеме околу проодувањето, Јас би сакала да споменем, ако не е проблем, само уште дали треба специјални чевлички децата да носат за време на проодувањето? добро е да имаме удобни чевлички, иако најдобро е проодување да биде на боса нога, што се вика. Значи, кога е на летно време тоа е многу лесно, времето е топло, децата се боси и најдобар контакт со подлогата се остварува, најдобра стабилност или со чорапчиња со тие како силиконски гумички од оздола. Кога е зима, нели ладно и сакаме некаква чевличка да имаме, па и за надвор ни треба. Значи треба да биде чевличето со меко ѓонче, лесно да може да се свитка, затоа што детето треба со своето стапалце да го совлада тој отпор. Значи не треба да биде чевла која што има многу дебел ѓон и кој што е многу крут и воопшто не може да се свитка, да кажам, во тој случај децата паѓаат почесто и се понеспретни. Треба да биде малку височко во глуждето чевличето и да биде рамничко или некоја сосема мала анатомска влошка, иако за почеток кажуваме да биде и рамно, бидејќи стапалото кај децата е без тој свод како кај возрастните до кај 2,5-3 години возраст. Така да и чевлата само ги следи карактеристиките на детското стапало. Понатаму, кога тој сводче ќе се формира, околу 2,5-3 години, 3,5, препорачуваме и чевличка која што има анатомска, велиме, влошка, значи тоа е блага влошка која што само го поддржува сводот. Дали анатомска значи ортопедска влошка? Не, а ортопедска влошка е нешто што е многу поназначено, тој свод е поподигнат, може да биде навалена или подигната од една или друга, значи таа служи за корекција на одреден деформитет. А анатомската влошка служи само за растаретување на стапалото. На што треба да се внимава при купувањето чевлички за деца кои што прооделе, дали предниот дел е важно да биде предниот дел од ѓонот да се витка кај прстата? Фактички ако е предниот дел и целиот ѓон е флексибилен, да не се премногу плитки и премногу меки чевлите, да кажам платнени, например балетанките кај девојчиња се вака многу убави за мода. Меѓутоа не се многу практични. Тенко е ѓончето, плитки се многу, немаат ни влошкичка и така, значи тие имаат друга функција. Вистинската чевла вака за практична за надвор, значи треба да биде, пак ќе кажам, со меко ѓонче, од малку подцврсто материјалче да биде, малку височка во глуждот и точна, не преголема за детето, затоа што ако е број и пол или два поголема, тогаш децата исто го деформираат начинот на одење, сакајќи да ги задржат чевлите на нозе. Како да купат родителите чевлички? Како препорачувате? Некогаш го ставаат стапалцето на детето во чевличката, па потоа внимава дали има еден прст проверуваме позади? дали позади или пак напред, или пак петичката ја ставаме позади, па напред проверуваме до каде е палчето. Или во самите салони кај што се продаваат чевлите има специјални мерички, како сантиметар се и има од задниот дел како моделот чевла, се става на тоа и си има скала со конфекцијско бројче за чевлата и најдобро е на тоа да се провери. Најдобро на таков начин. А зошто се случува некогаш децата да проодат боси, без проблем дома додат, но кога родителите ќе им ги стават чевличките, да паѓаат и да не може да се движат? Па најчесто е заради тоа што можеби чевлата не им е удобна,
Некое ноже е бумбаресто, па се го стега, тешко е да најдат малку чевла, може да е преголема, може ѓонот да е многу крут, па тогаш го немаме она убаво чекорење, туку некако како да удира детето по подлогата и се сопнува и паѓа. Дали е полесно детето да учи босо дома или пак сепак да носи некои чорапчиња, да носи чевлички, како што споменавте? Ако има можност за босо, најдобро е босо. Така, споменавте кои се некои граници за проодување, кога постои простор за грижа, кога родителите всушност треба да се јават на лекар и да побараат совет доколку нивното дете не проодало. Така, значи, доколку не ги прави некоја или воопшто од овие предфази кои што ги кажавме. Значи, не седи стабилно, не покажува интерес за привртување, не покажува интерес да дофати некаков предмет, да дојде до него, не сака да застане, млитаво е. Значи, во тој случај секако препорачуваме да се побара лекарска контрола, преглед, да се види што се случува кај детето и што понатаму да се направи. Но, да кажеме, веќе тука 2 години е отприлика некаква граница, ако детето не е продено, да се направи една контрола. Така, дали понекогаш некој деформитет во колкчињата може исто така да влие на процесот на проодување? Некој проблем со колкчињата и дали може да настане некаков проблем со колкчињата доколку детето прерано се поставува на нозе или тоа не игра некаков суштински суштински фактор? Доколку се колковите здрави нема никаков проблем, но и да има проблем, детето со колк, например, ќе прооди. Значи моториката си созрева, детето ќе прооди, само што можеби ќе накривнува при одењето или ќе имаме некаков специфичен начин на одење. Значи природата ќе си го направи своето, детето ќе се вертикализира, ќе сака да оди, ќе прави напор, само што тогаш одот нема да биде, да кажам, правилен, туку ќе видиме дека детето има некаква неправилност. Еве, завлекува ноже, зафрла, накривнува, штеди нога, значи во тој смисол. Доктор Маја, ви благодарам што бевте наша гостинка. Навистина една интересна тема, особено за оние кои што имаат бебе кое што токму сега треба да ги направи првите чекворчиња. Ви благодарам и благодарам на гледачите за вниманието. Ви благодарам, почитувани и вам што ме следевте. Секако со внимание се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма од 12 некаде до 12:25 минути. До гледање.